Со 1,5 тон рибна чорба, грејана ракија и пача охрид денес традиционално го одбележа денот на рибарите на култното Сарајште, одекнуваше староградската песна на охридските чалги. Илјадници граѓани уживаа во убавото сончево време. Чорбата во огромниот казан ја подготвуваа Факултетот за туризам и угостителското училиште. 300 кг риба, 60 кг морков, целер пашканат 40 кг, 50 кг брашно и 80 литри вода и нормално зачини што се потребни за жал. Од 1500 литри, значи околу 6000 порции. Забавата ја збогатија културното друштво мечкари од Воден, Грција и странци кои вистински уживаа во овие несекојдневни автентични обичаи. Сполајте многу, општина Охрид, беше тука да сумецките, карнавал група. Сакаме да се правиме проект for future со Охрид. I can feel the snow, the winter, and yesterday I enjoyed the festival yesterday. This is raki. Yeah, the traditional drink, right? Yeah, I love it. Yeah. Охрид остана верен на вековната традиција, кога рибарите на Свети Јован Крстител се капеле за берикетна ловна сезона, но со цел со крст да ги осветат езерските води. Рибарите на овој ден, токму на овој ден, под плаштот на капење за добра риболовна сезона, го криеле крстот под облека и го изведувале чинот на осветување на водите со честниот крст. Од тоа време натака се задржува традицијата кога се прославува овој празник во Охрид како ден на рибарите. Љупчо Чаулев, поранешен рибар стар охриѓанец, денес се присети како со неговата тајфа ја уловија најголемата риба во Охридското езеро. Најголемата риба е тешка 22 килограми пастрмка, која е уловена во 71 година на 12 јануари. Да не речем рибокрадена е. На овој ден, традиционално, и денес се капеа ветераните. На овој пат не се тркаа по буриња со вино, само прославија и се потсетија на старите рибарски денови.